Да, она што можам да напоменам е дека всушност веќе 2 часа се обидуваат да ги извлечат телата на двајцата загинати кои што всушност ги затрупа земјата. Ова се уште неофицијални информации, бидејќи од полицијата уште официјално ништо не известуваат и не информираат. Доправо изјава од нив ќе следи за некој половина час. Инаку, она што можам да кажам е дека тука има премногу луѓе, премногу народ исто така и амбулантно возило секако. Според очевидци, она што ни раскажа и што виделе во моментот кога се случила трагедијата е тоа дека всушност тројцата работници работеле на ископ на канал, токму кај една од зградите во Чаир, односно спроти амбулантата во близина на Основното училиште Петар Здравковски Пенков, кога во еден момент земјата која што била околу каналот ги паднала врз нив и буквално ги затрупала. Едниот кој што е извлечен е тешко повреден и се наоѓа во болница, додека пак другите двајца кои што загинале се уште не се извлечени нивните тела и исто така очевидците ни објаснија дека всушност двајцата кои што загинале се браќа и дека компанијата, фирмата во која што работеле всушност била на нивниот татко. Но повторно ќе напоменам, ова се уште неофицијални информации. За сега знаеме толку. Секако со повеќе детали ќе ви информираме во наредните изданија, бидејќи во моментов и немаме пристап до местото на несреќата која што се случи, како што напоменав, дека бидејќи во секој момент треба да ги извлечат телата.